Откако советниците од ВМРО, ДПМН и Социјалистичката партија ја напуштија седницата на Советот на самиот почеток, мнозинството предводено од владеачката СДСМ денеска ја одржа четвртата седница со обемен дневен ред од 58 точки. Вкупно 11 советници, колку што останаа да работат, ги усвоија предлог финансиските планови на предучилишните и образовните установи во општината, повеќе предлог програми, извештаи и информации. Меѓутоа не го усвоија барањето согласност на одлуката на комуналното јавно предпријатие Водовод за промена на вредноста на бодот за платите на вработените, согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија. Од друга страна, Советот ги усвои предлог одлуките за утврдување тарифа за водоснабдување, за одведување и за прочистување на отпадните води за периодот 2018-2020 година. Советниците ја вратија на доработка предлог програмата за култура како и за спорт, бидејќи не беа задоволни од начинот на распределбата на средствата, како и од содржините во нив и финансирањето. Во вториот дел од вкупно 58 точки на дневен ред, главно се работеше на изгласување на предлог решенија за разрешување на актуелните и именување нови членови на управните одбори и училишните одбори во јавните предпријатија, претшколски установи и во другите институции.